Во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија во Кочани се одржа презентација на инструментот за екнување на пазарот со ориз во Македонија со искуство од Италија како најголем производител на ориз во Европската Унија. Пред присутните земјоделци од Кочанскиот оризопроизводен регион, италијанските искуства ги презентираше Марија Габриел, стручен соработник во Италијанското Министерство за земјоделство, која ги презентираше прописите, искуствата од терен, како и стандардите за квалитетен ориз баран на пазарите од Европската Унија. Скоро искуствата се добро, значи да има размена искуства, меѓутоа они ќе презентираат ето тоа со закони од Европската Унија. За среќа, тие се имплементирани више кај нас. Еве ако зборам за субвенционирање, они имат некаде субвенции 300 до 350 евра по единица хектар, значи површина. Ние имаме околу 50 евра, значи по 500 евра по хектар. А искуството на воднувањата, мислам дека таму е поскапа водната заедница, препаратите се скоро исти. Добро да се разменат искуства, за да нема недоразбирање дека тука нешто не функционира. За жал мислам дека се кој што треба е се околу цената. Викат цената се движи и таму. Има ги различни картелски здруженија кои тука што се. Проблем е пласманот на оризот. Арсов ја потенцираше заложбата на владата за новите стимулативни мерки за единица површина под ориз, кои беа донесени деновиве и за кои, како што рече тој, се охрабрувачки и добродојдени за оризопроизводителите во државата. Таа мерка може да ги ублажи малце последиците за еден месец-два. Ако не беше и таа мерка, мислам дека ќе беше лош ситуацијата. 2900 по единица хектар, значи по единица декар, и 29.000 по хектар, мислам тоа за поздрав. Презентацијата на искуството од оризопроизводството во Италија ги следеа голем број земјоделци од повеќе населени места во Кочанскиот регион.